политичката маргина која гравитира околу московската оска, освен што веројатно е задоволно најавата дека македонската почва може да биде разорана од нивните пријателски проектили. Обелоденува и конечни решенија за актуелните проблеми со кои се соочува не само нашата земја, туку и регионот. Се разбира, доколку се оствари балканскиот план на големата мечка. Со тој експанзионизам, албанците значи работите ќе стигнат до таму дека тие ќе имат две можности. Или да почнат да учат рускиот јазик, или да се научат да пливат. И тоа го велам ептен сериозно. Можеби затоа е принципиелна и одржлива забелешката дека на ова парче земја се вртат толку многу чудни карактери кои по секоја цена се обидуваат да станат дел од естаблишментот, што во еволутивната градација. Нивото на луѓето кои се занимаваат со ова потенцијално високо доходовна дејност се поистоветува со она која е во антропоидна фаза на развој. Не можете ви неандерталец да земете да го ставите во Силиконска долина да очекувате да ви направи Google и Yahoo. Тоа е кај нас со политиката. Не зборам за сега. Значи, јас зборам за периоди кои што 10-15 години се изгубија критериумите, секој може да влезе во политика. На сличен начин се однесуваат и редовните лекцијаши кои однадвор ја наблюдуваат состојбата и од сосема пристојна оддалеченост се подготвени во секој миг да поделат некој урок за тоа како треба, без притоа на никаков начин, освен со критичка обсервација и со протестни декларации, да не се ни обидат да и помогнат на својата татковина, за кој има толку голема вербална, ама никако и практична љубов. Некој прави куќа и 20 души се собрале наоколу еден копа, а 30 души инженери наоколу. И си, да, нас во Македонија не ни требаат инженери, не ни требаат мудроштиња, ни треба конкретна помош. А конкретната помош, ако е јас се секирам, за тебе фала не се секирај уопште. Наводната огромна грижа за судбината треба да им биде препуштена на оние на кои таа им е секојдневие, а не потреба за талкање низ историјата и низините корени, во моменти кога се исправени пред исклучително тешката одлука да бираат меѓу минатото на нивните предци и иднината на сопствените деца, кои за среќа се уште живеат овде и се свесни и за последиците и за предностите. Ние треба да сватиме дека треба да ризикуваме за да може да се смени нешто во оваа држава. Не можеме вечно вака да тераме. 25 мои златни години отидоа во исчекување, што очекав ништо не чекав. Нема ниту да има никаква перспектива ако во сегашноста не се расчистат сите дилеми за тоа кој и како ја доведе состојбата до таму, за да не се случува повторно и повторно со истата апологетска реторика, а не со рацио. Бранителите на концептот на неказнување и на амнестија да се исчудуваат осознанието дека правдата мора постојано да биде будна и да ги демне незините злоупотребувачи. Тие работат, ја не знаев дека работат 24/7, нели? Работат. Аха, толку, значи судот работи, мораше да седи до ноќта, касно во ноќта, нели, за да мислам, што изигруваме ние, бал на вампири? И на крајот, за тоа што на вистина се случувало на балот на крвожедните. Тие детали ќе бидат натаму видливи во текот на поставката. Со оглед дека големата слика е веќе изложена, деталите ќе придонесат да се чуе гласот на оној што ги канел гостите. За тоа се очекува, особено да придонесе хорот под маски кој настапувал на балот.